Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Специјалната болница за кардиоваскуларни болести Охрид одбележува 40 годишен јубилеј. Пуштен во употреба новиот ангиограм. Дигиталната опрема нема да се користи во Струшката гимназија за да се заштеди на струја. Охридските представници на Slow Food ја представија гастрономската понуда на регионот на сајмот на вкусови во Торино. Галичица е најпосакувана дестинација за странците кои сакаат активен туризам. 60% од општинските инспектори сметаат дека не се независни во својата работа. Ги погледнавме кратките најави, со дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес имавме претежно сончево време со појава на локална облачност, ветровито и топло со максимални 22 степени Целзиусови. Во попладневните часови со услови за зголемување на облачноста. Во текот на ноќта четврток кон петок претежно ведро со локална облачност и посвежо. Утре во западна, северозападна и делови од Северна Европа ќе превладува нестабилно време со врнежи од дожд проследени со силен ветар, но и продорна студена воздушна маса од север, кој што во поголем дел од континентот ќе услови невообичаено студено време. Врнежи од дожд се очекуваат во северните предели на Апенинскиот и Балканскиот полуостров. Во останатите предели стабилно и студено време со исклучок на крајните источни и југоисточни предели каде што температурите се над просекот. Во поголем дел од Балканот утре ќе превладува претежно сончево време со локална облачност и топло. Во северните предели на полуостровот, како и во Босна, Херцеговина и Црна Гора, нестабилно со врнежи од дожд. Максималните температури од 17 до 29 степени. Во Македонија во петок ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност и топло со температури кои што се над повеќе годишниот просек за овој период од годината. Минималните од 8 до 15 степени, додека пак максималните дневни ќе се истикачат до 22, односно до 30 степени. Во Охрид во петок ќе превладува претежно сончево време со локална облачност и топло, ќе дува до умерен југозападен ветер. Минималната температура од 13, додека пак дневната до 24 степени. Во сабота и недела претежно сончево, а попладне зголемување на облачноста и развој на нестабилност со врнежи од дожд. Дневната температура до 22, односно до 24 степени. Во понеделник по свежото утро и температура од 12 степени, во текот на денот ќе биде сончево и топло со максимални 22 степени. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во безпрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Дисконт Златна капка. Прв избор за сите ваши прослави и семејни веселби. Вршиме дистрибуција на сите видови алкохолни и безалкохолни пијалоци по најповолни цени во Струга и Охрид. Од нашата винска карта одберете вино од реномирани странски и домашни компании. Од богатиот асортиман со над 600 производи, покрај алкохолни и безалкохолни пијалоци, можете да се снабдите и со квалитетни чаеви и кафе. Тајната на 5-годишното успешно обстојување е секогаш задоволни клиенти. Дисконт Златна капка.
Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Специјализираната болница за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања во Охрид одбележува 40 години постоење. Раст и развој во чекор со модерната кардиологија во светот во служба на илјадници пациенти од целата земја. Денеска во посета на оваа установа беше министерот за здравство Беким Сали, кој го пушти во употреба новиот апарат ангиограм. По повод јубилејот на Светскиот ден на срцето ќе се одржи свеченост во Катедралната црква Света Софија. Во специјализираната болница Свети Стефан во Охрид пуштен во употреба новиот ангиограф, добиен преку Министерството за здравство, како замена на стариот кој е вон функција. Апаратот во употреба го пушти министерот за здравство Беким Сали. Денес токму на одбележувањето на јубилејот 40 години од постоењето на специјализираната болница за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларните заболувања во Охрид и официјално го промовираме пуштањето во употреба на новиот ангиограф, со кој се подобрува квалитетот на здравствени услуги на одделот за интервентна кардиологија. За набавката на овој нов, најсовремен ангиограф се обезбедени средства од Министерството за здравство во износ од 30 милиони денари. Овој апарат ќе придонесе за подобрување на квалитетот на услуги во одделот за интервентна кардиологија, како и за намалување на листата на чекање. Денеска на денот на одбележување на нашиот 40 годишен јубилеј почнуваме една нова деценија на со нов ангиограф кој што секако ќе подобри квалитетот на здравствените услуги за нашите пациенти во делот на интервентна кардиологија, како и можноста за нови дијагностички и тераписки процедури и секако најважно од се намалување на листата на чекање на елективниот програм кој што е долга. Охридскиот кардиолошки центар е една од 4 болници во државава кој располага со ангиограф, но на установата во која повеќе од 2000 пациенти годишно од југозападниот регион како и од Ресени и од Битола добиваат дијагностични и интервентни процедури, неопходен е уште еден ваков апарат. Министерот вели дека тоа е во план со отворањето на новиот блок во специјалната болница Свети Еразмо. Таа установа ја планираме да биде како центар за интервентни кардиолошки услуги. Оваа зграда, што ја гледаме денес и ја посетивме, би требало да биде рехабилитационен центар за сите кардиохирушки и кардиолошки пациенти, нормално по интервенција. Така да за воиднина една таква дополнителна инвестиција, ангиограф и останата опрема која што е многу важна и битна за пружање на квалитетна навремена здравствена услуга, ќе биде испланирана по отварање на таа болница. Вечерва специјализираната болница Свети Стефан ќе го одбележи својот 40 годишен јубилеј на свеченост која ќе се одржи во Катедралната црква Света Софија во Охрид. Наставен процес без смарт табли и компјутери. Во насока на заштеда на електрична енергија, Струшката гимназија донесе одлука дигиталната технологија оваа учебна година да биде надвор од функција. Отстранети се и сите помошни грејни тела, нема вклучување греалки во училници и во канцеларии. Дигиталната технологија, компјутерите и паметните табли оваа учебна година нема да бидат во употреба. Ова е дел од планот за штедење на електрична енергија во Струшката гимназија. Тие ќе се вклучуваат ретко, само кога ќе донесат одлука наставниците дека се необходни во образовниот процес. Но дали штедењето во ера на дигитализација ќе го уназади образованието, кога оваа иновативна опрема се смета за клучна во развојот и напредокот на современата настава. Јас не го посакупав, но бе принудена да не ја употребуваме повеќе технологијата, поради тоа што во сите наши училници имаме прожектори, смарт табли, компјутери, но само наставникот кога ќе биде задолжително наставната програма. Директорката на Струшката гимназија најави отстранување на помошните грејни тела од сите простории во училиштето со цел заштеда на електрична енергија. Вели нафта има доволно за загрејани училници. Што се однесува на грејната сезона, исто така сме подготвени. Значи, што се однесува во дел на нафтата, имаме
полнети цистерни и во тоа време сме подготвени како училиште да не достига топлење во училниците, така што наставниот процес да се одвива нормално. Напредните технолошки алатки изминативе години беа набавувани за да го олеснат процесот на совладување на предвидениот наставен материјал на учениците, но поради енергетската криза тие оваа учебна година ќе останат надвор од функција. Презентирани разни гастрономски вкусови од нашето поднебие во Торино. Охридските представници од Slow Food Македонија достоинствено покажаа како се подготвува традиционална храна на овие простори. Ние сме високо на светската листа со нашите квалитети, но многу ниско во однос на тоа колку го вреднуваме она што го поседуваме, констатираат представниците од Охридско-Струшкиот регион на Италијанскиот саем на вкусови. Од светскиот саем на вкусови Тера Мадре кој се одржа во Торино, упатена е порака да се развива свеж изглед и нов ентузијазам за иднината на нашата храна. Со таа девиза и искуство од саемот се вратија и представниците од македонската Slow Food организација. Меѓу нив беа и производители и готвачи на храна од Охридско-Струшкиот регион Акин Сезер, Наташа Недановска, Пеце Клечкаровски и Димитар Арнаудов, кои ја презентираа алхемијата на разни вкусови од нашето поднебие. Подготвија делици од лешник, јагнешко подсач, зимници од органски производи, сучен охридски комат ѓомлезе. На македонскиот штан се служеше и планински чај од галичица, сладко од охридски цреши. Дома се вратија со огромно искуство и сознание каде е Македонија по квалитетот на производите, традицијата, вкусовите. Македонија и богато поднебие со храна, гастрономија, култура и традиција. Ние сме високо на светската листа, но многу ниско во однос на тоа колку го вреднуваме она што го поседуваме, а тоа се две контрадикторности, вели Наташа Недановска. Ние пред светот се представуваме со една богата пред се историја на готвење и премногу вкусни нешта кои што мораме да ги зачуваме. Мораме да ги зачуваме и тоа им го зборувам јас и на моите ученици дека базата не во љубовта кон себе си, во љубовта кон татковината, а така се сака татковината со зачувување на автохтоните сорти, со преферирање на заедништво, на братство. Еве, нашиот цел автобус беше таков. Ние на враќање се договаравме кој од кого да понесе семе, кој со кого да размени некакво искуство, кој кај кого да оди да помогне, дали во неговата фарма, дали во неговото ново сега животно искуство. Несебично си даваме и животни, кулинарски лекции за различни вештини, така што сметам дека ваквиот начин на размислување и на здружување би било еден спас во едни вакви кризи за храна, млечни кризи и така натака, или енергетски кризи. Македонската организација Slow Food даде поддршка да учествуваме и да споделиме искуства како работат локалните производители на храна во светот, напоменува Акин Сезер. Сезер Фарм за органско производство на Тера Мадре се представи со 4 видови продукти, зимница од органски производи, како што се ајвар, лутеница, макало од артичока и сладко од домати. Македонски производи ајвар, лутеница, маделиџано, исто така пинџур веќе на многу место се знаето на во Европа. Видов јас дека многу луѓе велеше да имам пробано ајвар од маркет што имам купено, ама ова е друго. Зошто јас пример работам чисто, традиционално за ајвар. Значи од бербата, печење, лупење, седење, после мелење и готвење, све комплет на дрво. Зато имат мирис, имат шмек, имат друго, да речам, љубов и сите беа многу интересни на луѓе на дегустација и за мене многу убаво беше, како да речам, задоволство што видов од лице од секоја дека успешен сум со готвење.
На сајмот за вкусови во Торино учествуваа 700 изложувачи и 3000 делегати од 130 земји. Охридските представници на Тера Мадре продолжуваат посветено да го работат она што е наша традиција и што може да излезе од економската криза. Една од тие традиции е обработка на плодната македонска почва и пренесување на таа љубов на младите генерации. Се менуваат потребите и желбите на туристите. Повеќето не сакаат масовен туризам, туку сами го организираат патувањето. Националниот парк Галичица и видиковецот кон двете езера е најпосакуван локалитет за посета на туристите. Она на што треба да се поработи е патната инфраструктура кон Охрид. Охријанецот Јован Јовановски, интернационален водич во планина, споделува кои се трендовите во туризмот после пандемијата. Странските гости го избегнуваат масовниот туризам. Се почесто избираат да патуваат самостојно, планирајќи што ќе посетат, без да бидат врзани за групно патување и туристички агенции, вели Јовановски. Најчесто бараат да ги посетат убавините на Националниот парк Галичица, да возат велосипед или да планинарат. Во нашиот регион, како најпосетен локалитет, би го рекол дека Националниот парк Галичица. Тоа е она што не извојува една скалила, да речам, понастрана од другите градови во Македонија. Националниот парк Галичица е многу значаен за гостите, затоа што си има своји посебни карактеристики. Двете езера кои што се на источната и на западната страна на Националниот парк се една прекрасна гледка за гостите и секој кој доаѓа најчесто сака да ги види двете езера. Денешните гости сакаат да бидат слободни, а се изненадени од нашиот однос кон планината и природата. Најмногу се чудат што има многу малку домашни посетители на планина, а од друга страна од количините отпад кои завршуваат во околината, наградувајќи ги природните убавини. За разлика од порано, на туристите сме подготвени да им понудиме бројни содржини, но треба добро да ги искористиме во туристички цели. Она на што треба потитно да се поработи е патната инфраструктура. Инфраструктурата на прво место, немаме добар пат до Охрид, немаме благодарение на аеродромот го имаме оној туризам кој што го имаме во моментов. Така да инфраструктурата, патеки за велосипеди, патеки за планинарење веќе ги имаме, не треба да ги правиме, но треба да ги одржаваме. Треба да се најдат начини и модули како сите заедно чинители во туризмот би работеле тоа што го имаме да го зачуваме такво како што е, да не го преексплоатираме, да сме свесни за штетата која ја правиме ние на природната средина, да ја избалансираме. Пандемијата направи пресврт кај домашните туристи во поголем број да поминуваат на планина, вели Јовановски. Сепак, мал е бројот од нив кои бараат лиценцирани водачи во планина за разлика од странските гости. Националниот парк Галичица е најпосетуван од странските гости како што се од Европа, израелците и азијците. Од општина Охрид ги известуваат жителите од улицата Даме Груев и останатите граѓани дека во понеделник на 3 октомври околу потегот кај старото кино ќе започнат градежни активности за санација на фекалната канализација. Поради тоа во тој ден ќе биде забрането паркирање возила на оваа улица. Стотина локални инспектори и раководители на општински инспекцијски служби присуствуваа на дебата во организација на невладината организација Инфоцентар и партнерските организации Центарот на заедницата на општина Струга и Спектар од Крива Паланка, а дебатата е во рамки на проектот Локални инспекцијски служби во интерес на граѓаните, поддржан од Цивика Мобилитас. На дебатата се презентираат наодите од анкетата која опфати 96 локални инспектори од повеќе општини низ државата во врска со примената на новиот закон за инспекцијски надзор. Над 60% од инспекторите се согласуваат дека не се целосно независни, бидејќи се назначени од градоначалникот и не му одговараат за нивната работа. Клучните резултати на анкетата покажуваат дека 60% од општинските инспектори сметаат дека локалните инспекцијски служби не се доволно опремени и кадровски екипирани. 71,9% од локалните инспектори вклучени во анкетата сметаат дека постојниот модел на општински инспекцијски надзор треба да претрпи измени.
Над 76% од испитаниците одговорија дека новиот закон за инспекцијски надзор е добар, но не е усогласен со другите закони. Речиси 70% од инспекторите сметаат дека соработката со инспекцијскиот совет е одлична и многу добра, но над 40% дале средна оценка за соработката со другите институции. Над 40% од испитаниците одговорија дека обуките за инспекторите се добри, но не се доволни. Над 70% од инспекторите во анкетата одговорија дека процесот на лиценцирање е добар, но стажирањето трае предолго, а тоа се одразува со недополнување на празните инспекторски места. Онлайн анкетата беше реализирана во јуни годинава во рамки на проектот Локални инспекцијски служби во интерес на граѓаните. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Шведската крајбрежна стража наводно открила четврто истекување гас на гасоводот Северен тек. Крајбрежната стража соопштила дека го лоцирала истекувањето откако во понеделникот на вкупно 3 места биле оштетени 2 гасоводи кои воделе од Русија до Германија, пренесува шведскиот весник Свенска Дагбладет. Се зголемуваат стравувањата дека гасоводот Северен тек 1 кој се протега од Русија до Германија би можел да биде трајно неупотреблив по драстичното оштетување на гасоводот на дното на Балтичкото море. Доколку истекувањето на гасот од двата цевководи не се санира многу брзо, големите количини на морска вода што влегуваат во цевките ќе предизвикаат корозија, што би можело да го направи гасоводот трајно неупотреблив, изјави извор од германската влада. Извор од британските одбранбени сили за Sky News изјавил дека истекувањето на гасоводот во Балтичко море е поврзано со употребата на далечински активирани подводни експлозивни направи. Силно невреме вчера ја зафати риека и предизвика огромни поплави. Сообраќајот во делови на градот, вклучително и поголемиот дел од центарот е блокиран, а сите служби за итни случаи се на терен. Поплавени се училишта, музеи, згради на ректоратот и на полицијата, како и куки и згради низ градот. Бројни автомобили останале заглавени во поплавените улици. Некои патишта се целосно потопени. Полицијата во Риека известила дека синоќа околу 19 часот и 30 минути добила пријава дека во поплавен автомобил е пронајдено машко лице. Кога пристигнала брзата помош, мажот починал. Телото е испратено на обдукција. Според неофицијални податоци, синоќа за 2 часа наврнале 140 литри дожд на метар квадратен. Сообраќајот низ улиците на центарот на градот е оневозможен или забавен. Иранскиот председател Ебрахим Раиси рече дека смртта на младата жена Махса Амини во притвор ги растажи сите во Исламската република, но предупреди дека хаосот од ширењето на протестите по тој повод е неприфатлив. Иранската полиција и безбедносните сили вчера се судрија со демонстрантите во градовите низ Иран, каде продолжија протестите за смртта на младата жена, објавија државните и социјалните медиуми. И покрај тоа што голем број демонстранти беа убиени и полицијата употребила боева муниција и солзавец, видеата на социјалните мрежи покажаа демонстранти кои повикуваат на пат на свештеничката власт и судири со безбедносните сили во Техеран, Табриз, Карај, Ком, Јазд, Санандај и други градови. Протестите трае 11 дена и загинаа најмалку 41 лице, а околу 900 беа повредени. Иранските власти формираа специјален суд за учесниците на протестите, објавија државните медиуми. Ураганот Иан остави патека на уништување во југозападна Флорида и повеќе од 2 милиони луѓе без струја, откако синоќа го погоди брегот со катастрофална сила. Носејќи ветрови од 240 км на час, поројни дождови и силни бранови, Иан потопи крајбрежни заедници како ураган од 4-та категорија и еден од најсилните во историјата на САД. Најтешко погоден град е Форт Маерс, во чија близина беше центарот на ураганот. 8 часа по доаѓањето тој беше деградиран во ураган од 1-ва категорија, со ветрови од 150 км на час. Сепак тој натаму е проследен со поројни дождови на копното, заканувајќи се со дополнителни поплави. Нема информации дали има загинати и повредени, зашто граѓаните со денови беа предупредувани на опасностите од ураганот. Гувернерот кажа дека неодреден број луѓе е заглавен во своите домови откако не ги послушале наредбите за евакуација. Американските гранични власти кажале дека 20 на кубански мигранти се водат како исчезнати откако нивниот чамет се преврател покрај брегот на Флорида, додека Иан се доближуваше. Во очекување на ураганот, сојузните држави Џорџија, Јужна Каролина, Северна Каролина и Вирџинија прогласија вонредна состојба. Почитувани гледачи, ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Пријатно.